Денес криптопазарот е во една многу специфична фаза на консолидација. Како што можете да видите на графиконот на Биткоин, цената буквално стои во место неколку дена. Причината за ова затишје не е случајна. Целиот пазар, од најмалите трговци до најголемите институционални инвеститори, е во состојба на исчекување. Сите очи се вперени во сад каде што се чека објавата на новите податоци за BDP. Додека не ги добиеме тие официјални бројки, поголемиот дел од пазарот избегнува да отвара нови позиции, што ја создава оваа слика на стагнација која ја гледаме моментално. Што велат податоците конкретно за Етериум, бидејќи тука имаме многу интересна ситуација. Според извештајот, Етериум моментално се наоѓа во средина со значително понизок ризик на краток рок. Зошто е тоа така? Статијата истакнува дека така наречениот отворен интерес или open interest е на многу ниско ниво, најниско во последните неколку месеци. За вас ова значи дека голем дел од оние ризични леверидж позиции каде што луѓето тргуваат со позајмени пари се веќе затворени. Пазарот на Етериум е еден вид прочистен. Кога немате премногу капитал и ризични облози, шансите за некој ненадеен и вештачки голем пат на цената се многу помали. Ова ни дава една постабилна основа додека го чекаме следниот голем тренд. Истата слика ја гледаме и кај некои од алткоините. Ако го поминеме графиконот на Solana, ќе забележиме дека тргувањето се одвива со многу низок обем. Тоа значи дека пазарното расположение е на ниво на висока предпазливост. Инвеститорите буквално седат на страна. Во вакви периоди пазарот е буквално како балон кој чека игла. Недостигот на силен куповен или продажен притисок дополнително ја зацврстува оваа фаза на консолидација. Никој не сака прв да повлече потек пред да стигнат вестите од американската економија, бидејќи тие бројки ќе бидат главниот сигнал за тоа во кој правец ќе се движиме до крајот на месецот. Да сумираме. Пазарот е на пауза, левериджот е намален, а трговците се повнимателни од било кога. Оваа намалена изложеност на ризик е добра за стабилноста, но истовремено значи дека пазарот чека надворешен поттик за да излезе од овој опсек. Објавата на BDP податоците ќе ја наруши оваа рамнотежа. Што очекувате ви од податоците за BDP? Дали ќе видиме раст на криптопазарот или уште една корекција? Пишете го вашето мислење во коментар. И ако ви беше корисна оваа анализа, не заборавајте да кликнете лайк.